Сега тие што направи? Си донесаа закон од 1 до 10 години за злостоничко здружување, го намалие на 1 до 3. Видите кај е цела цака. Некој можда не се разбира, но јас сакам да објаснам и ово го објаснам не за вас, господине Трајч, објаснувам за граѓаните. Така. Значи, покрај тоа што кога ќе се намали законот така од 1 до 3 години и не добиеш правосудна пресуда, вашето дело застарува. Има доста судии што ги кријат делата во фиоки. Тоа е тежок криминал, ќе зборуваме и за судите малце, тежок криминал. Така да штом делата застарат, не дека само не одат по затвори, туку си ги задржуваат украдените милиарди, милиони на еден законски начин, бидејќи законот беше променет во собрание. Тоа е на еден легален начин. Го криминализирае криминалот, поточно ги ослободија криминалците, политичарите, функционерите. Значи, затоа демократи предлагаат да не застаруваат делата, да се донесе закон, кривичниот, криминален закон, итно да се промени. И да неколку точки ќе спомнам најважни, да не застаруваат повеќе делата на политичарите, функционерите, криминалци. Да не се амнестира, да не може никој, ни председателот на Македонија, ни собрание да ги амнестира политичарите, функционерите, криминалци. Казните да бидат од 10 до доживотен затвор. Зошто? Затоа што ако сте вие, премиер, пратеник, и почнувате да крадите, да уништувате, а сте се заколнале дека ќе работите за доброто на народот и одите пред избори и го лажите народот, вие треба сурово да бидете казнети. Не сме казната за некој што краде, што уништува све, бидејќи пак ќе кажам, не е дека парите, милиардите ги украдија. Поважно е, тие пари може да се инвестират, како што се рекол, во здравството, затоа имаме стотици илјади луѓе умрено од тие пари што ги украдија, наместо да имаме врвно здравство, и да не зборувам за економијата, не градиме ништо, а младите и повозрастни стручи кадри си заминуваат, со тоа се уништува нашата држава. Индиректно, како сакате да вртите, штом ги крадите парите, вие уништувате Македонија, вршите огромно злосторство врз Македонија и својот народ, народот на Македонија. Друга многу важна работа за да се донеси закон е, покрај што кажав дека да не застаруваат делата, да не смеат да се амнестираат, од 10 до доживотен затвор за овие злосторници. Значи, штом, ако некој добие казна 10 години, 15, 20 од суд, никош повеќе кој ќе излезе од затвор, да нема право да се занимава со политика, да нема право да има функции како директорски функции и така натаму, мора овие луѓе за секојаш да ги тргнеме од политичката сцена, се разбира, бидејќи тие ако се вратат повторно истото ќе го прават, бидејќи тоа се психопати. Значи, замислете, вели некој, јас сум градоначалник на општина, ама знаете како што кажа Лјупчо Ѓоргиевски, абе сите краде и јас крадев. Мора да си психопат штом тоа го кажуваш. Значи, како може еден премиер, еден советник, еден градоначалник, еден директор кој што е поставен од нас, од народот да функционира таму, да ти каже во очи дека крадол. И знаете што? На овие сите луѓе треба итно од 1991 да се испита потеклото на имотот. Покрај што треба да се испита потеклото на имотот, се разбира на секој граѓанин во Македонија и на бизнисмените, специјално да се испита потеклото на имотот од 1991 година. И све што ќе се докаже, независно дали тие починале, дали постоја, дали заминале во некоја друга странска држава, државата наша треба да ги гони со затворски високи казни, како што го спомнав, и да му се одземи се, и од дедо предедо, затоа што ова злосторство. Многу строги вие. Видете, нема друг начин како може да ја спасиме Македонија.
Ако почнеме исто, вака ќе правиме, така ќе правиме, од тоа ништо не се случува, ние сите ќе се уништиме, бидејќи Македонија пропаѓа, не седи во место, не тапка во овие 34 години, напротив, секојдневно пропаѓаме и ние како граѓани, значи страдаме, не дека стануваме посиромашни, туку страдаме во секој поглед. Значи, вие сте да се направи еден сериозен рез, длабок рез и да се почне одново, ако ве разбрав и ако ве сватив. Па мора така, затоа што државата, политичарите, повеќето и државата не е криминална. И како тоа ќе го спречиш ти ако не направиш рез и од корен то све се чисти. Господин Јорго, пристигнавме до извршителите. Кој е ставот на вашата партија за извршителите? Дали народов има некоја чаре во однос на извршителите? Дали може би треба да се укинат или не? Извршителите, никој не се прашува за извршителите, сите ние како граѓани кои што имаме мака, викаме, пцуеме по нив, не знам што е и што, но никој се нема запрашано кој ги креира извршителите. Значи, извршителите не се појавија од ведро небо. Во собрание се донесе закон, бидејќи порано долгот граѓаните со доверителите и должниците го решаваа по судовите. И не беше како сега влезе извршител, земај ги на сиромашните граѓани, столиците, фрижидерите, по куќнината и глупости, земајте го стано на некој еден стан, некој ќе има цел живот работел, му го земат стано и така натаму. Значи да, извршителите во моментот према нас сите што имаме мака, изгледа дека се тие джелати. А уствари најголеми джелати се тие луѓе што го донесува законот. Тоа е во собрание. И владата што предложи да се донесе таков закон или го поддржа. Ние што мислиме за извршителите, треба тие да се вратат, поточно кажано да се укинат ова форма на извршители, мора да постои во државата закон, некој ако не некого му должи, дали е тоа правно или физичко лице, да се има некоја постапка правна да може да се наплати долг. Но ние предлагаме, значи, овие сите извршители како такви да не постојат повеќе, да се вратат предметите во суд. И предлагаме исто да застаруваат делата на должниците не повеќе од 3 години. Замислите сега има 10 години или, пример, бескрајно за некој долг. Некој должел, сега така се зборува по меѓународот, 1 денар, ама после 10-15 години должи пола милион. И сега што правиме како... А кај нас има закон, како што спомнавме, криминалниот кривичен закон што го донесе во собрание, делата на најтешките криминалци што украдија милиарди евра од нас народот што уништија државата и нас како граѓани застарува од 1 до 3 години. Кај го има тоа? Значи, предлагаме ко демократи амнестија за сиромашните граѓани, а не амнестија за политичарите, функционери и криминалци. Значи, тоа е многу важно. Една нормална држава која ќе види дека народот е сиромав, премногу сиромав, како што сме ние во Македонија, треба да изврши една амнестија, да им заборави долговите. Ето тоа, како демократи, сакаме да го направиме и се разбира, пак ќе кажам, ние мора да имаме во државата, значи, ред и да се знае дека постои закон, дека постои место каде што ако некој на некого му должи, а поготово конкретно случај што зборувам за судовите, да се реши тој проблем помеѓу доверителот и должникот.